Благодарам. Почитувани колеги и пратеници, почитувана господјо министер, тука треба и носечка дискусија за која што треба да дискутираме пензискиот систем на Република Македонија. Со жалење можам да констатирам дека изминативе 2 години на вашата влада состојбите во пензискиот систем во Македонија не само што не се подобруваат, туку напротив се влошуваат. Зошто? Затоа што не ги исполнивте ветувањата кон пензионерите, затоа што зголемувањата не се оналкви какви што се обврзавте во овој ваш така наречен план за живот за Македонија, кој што е всушност најголемата лага во поновата македонска историја, и еден куп ветувања и обврски кои што ги понесовте, господјо министер. Господјо министер, вие може да се смеете и да се смешкате, но апсолутно граѓаните на Република Македонија со оваа ваша влада не име до смеење. Не име до смеење, затоа што за време на претходната влада на ВМРО ДПМН пензиите расте и одеа нагоре. Ако пензијата била 10.000, отишла на 14 или 15.000 денари. А сега вие ем ги одложувате зголемувањата на пензиите, ем зголемувањето на пензиите не е од тој обем кој што вие сте се обврзале дека ќе го имплементирате. Понатаму, во делот на пензискиот фонд, состојбата, господјо министер, добро е што е тука исто така и министерот за финансии Драган Тевдовски, е таква затоа што имате економска катастрофа. Во моментов, Република Македонија, додека се уште се викаме Република Македонија, затоа што решивте името да го менувате, во моментов Република Македонија ја го има најмалиот економски раст од 50 земји во Европа. Нема европска земја од 50, без разлика дали се членки на ЕУ или не се членки на ЕУ, кои што имаат испорачано помал економски раст. Тоа е резултат на економските политики на економското трио на владата Зоран Заев, Кочо Ањушев и Драган Тевдовски. Тоа е резултат на зголемувањето на даноците кои што го гледаме. Не може да има раст на економијата ако имаме раст на даноците. Понатаму, не може да имаме раст на економијата, почитувани присутни, а консеквентно и последично раст на пензиите, доколку немаме странски инвестиции. Во моментов во Македонија немаме никакви странски инвестиции. Никој не вложува во Македонија, никој не доаѓа во Македонија, само се превршуваат некои од поранешните странски инвестиции, тоа се завршува, нови инвеститори нема. Имаме министри, внимавајте, министри за странски инвестиции, на кои што со месеци и месеци, веќе и со години и милјата не им ги знаеме. Не може да имаме раст на пензиите ако немаме подобра економија, ако немаме инвестиции и ако нема вработување. Ако го немате се тоа, тогаш имаме иселување од Република Македонија, имаме екзодус, кој што е невиден во историјата на Република Македонија. Заминуваат цели региони, цели семејства, Македонија се празни. Не може да имаме солиден пензиски систем, доколку немаме доволно луѓе кои што ќе плаќаат со своите придонеси и ќе го полнат тој пензиски систем. А не може да имаме луѓе ако имаме економска катастрофа. Значи, господјо министер, целиот ваш систем е ставен наопаку. Не можете да го одржите пензискиот систем ако немате економски раст. Ветивте и се обврзавте дека ќе има најмалце во оваа програма која што пишува Заев и Тевдовски, ветивте и се обврзавте дека ќе имате најмалку 5% економски раст, а вашиот економски раст сега не знаеме дали ќе стигне 2%. Може ќе биде 1,7, може ќе биде 1,8, може ќе биде 9. Ако достигнете 2%, ќе прогласите голем успех и голема победа. Ужас. Буквално, вие продолжувате да се смеете, вие продолжувате да се мајтапите, господјо министр, продолжете само така. Но, пензионерите ви се лути. Пензионерите ви се лути, не дофрлајте, слободно реплицирајте, или дојдете на Комисија за труд и социјала и ќе се дискутираме таму. Или, господјо министр, прифатете ТВ дуели, вашите министри никој не прифаќа ТВ дуел, никој не прифаќа, Заев бега
од дуел со Мицковски, вашите министри не се појавуваат со нашите, не се појавуваат со нашите пратеници. Ајде да се држиме на темата. Замолете господјата Царовска да не дофрла. Да го почитува собранието. Јас не ја слушнав господјата министар. Јас ја слушнав, тоа е зашто не ја следите седмицата. Ќе ве молам да Господја Царовска, се држиме до дневниот ред. Однесувајте се кој законодавен дом со дигнитет. Да, вие се смеете, дофрлате и се мајтапите од место. Ние тука збориме за пензиите на стотици и стотици илјади граѓани. Вашата влада не ќе да дебатира, имате најмал економски раст, имате скандали со фондови за иновации, имате катастрофа со невидено иселување и со екзодус од Македонија, имате 2017 година, господјо министар, со најмалку родени бебиња во историјата на Македонија, 21.700, оваа 2018 година ќе имате уште помалку. Значи, ги имате сите индикатори кои што се влошуваат и после, како резултат на сето тоа, господјо министар, имате дупки во пензискиот фонд, треба да ги зголемувате даноците, треба да ги зголемувате придонесите и после тоа немам инвестиции затоа што стануваме земја на високи даноци. Ве молам, ако може да заврши со пратеникот, господјата министар, разговорот. Ќе ве молам, господин Богоевски, да седнете на вашето место. Повелете. Има време за интервенции и ургенции, која ќе излезат од пленарната Господин сала. Ѓорчев, јас се направив интервенцијата, нема потреба вие да ми го одземате деловничко. Па нема, проблемот е... Повелете. Господине Мисовски, знаете што е проблемот? Министрите не им креваат телефони на пратениците и единствен момент пратеник да дојде до министере која ќе дојде во оваа пленарна сала. И тоа е општиот коментар. Општиот коментар на членството на СДСМ дека функционерите на Социјалдемократскиот сојуз станале толку арогантни, толку возгордеани, што сега не им креваат телефон. Кај што не им креваат телефон на граѓаните, не им креваат на пратениците, не им креваат на градоначалниците, и тоа е проблемот. И затоа пратенициве, единствен момент кога може да допре и да дојде до министерот, е да седне до него тука, кога мора да седи и кога треба да си го брани законот. Тоа е проблемот. Понатаму, господјо Царовска, не може да имате стабилен и солиден пензиски фонд, не може да имате стабилен и солиден пензиски фонд кога ви бегаат младите од државата. Си селува цела Македонија, Источна Македонија тотално се празни, од Скопје. Значи, Скопје не било никогаш нагласено и силно емиграционо подрачје. Скопје во моментов се празни, исто така млади се заминуваат по Европа, по Северна Америка, по Австралија, по Канада и така натаму. Зошто? Затоа што вашата младинска гаранција е мртво слово на хартија. Вашата младинска гаранција, господјо Царовска, се редуцираше на тоа да се вработат 50 души во владата на Република Македонија, да стискаат лајкови, и тоа беа идеалите на шарената револуција. Она што го имавте како доерба од граѓаните, она што го имавте како поддршка од граѓаните, она што го имавте како големи очекувања и големи ветувања, едноставно сега е мртво слово на хартија. Вашето нема правда, нема мир се претвори во една тотално потрошена фраза, апсолутно потрошена фраза. Имаме ситуација каде што премиерот нарачува се и се што, и кадија и судија и така натаму. Имаме ситуација каде што имаме најмал раст на економијата, имаме ситуација каде што пензионерите се незадоволни и пензионерите немаат раст на пензиите кои што вие сте им го ветиле, макар што вие и да кажете, макар како и тоа да го оправдате, едноставно сето она што сте го ветиле во оваа книга наречена Програма на влада на Република Македонија и Програма на СДСМ не е исполнето. Наместо зборот е збор, овде треба да пишува лагата е лага. Лагата е лага, затоа што нема категорија на граѓани кои што не се разочарани, нема регион во Македонија во кој што луѓето едноставно не се се повеќе и повеќе револтирани и се соочувате едноставно со една ситуација на општо разочарување и општо незадоволство кое што расте секојдневно. Никогаш немало вака во оваа фаза, никогаш во оваа фаза немало волку непопуларна влада. Значи, апелирам до вас, почнете сериозно да работите работата, направете нешто за економскиот раст,
тогаш ќе имаме и поголеми пензии, подобри работни места и луѓето помалце ќе се иселуваат од оваа држава која што се празни. Благодарам. Благодарам.